Почитувани гости, навистина големи честитки до ентузијазмот, желбата и страјноста на професорот Иван, ево да се случува втор пат, секако на покровителот нашиот драг пријател Оливер, што овозможи во еден вака респектабилен состав на вака прекрасно место да се видиме. Многу е важно што оваа тема се држи високо на агендата, бидејќи немаме многу вакви можности да се чуеме, да се сослушаме и да испратиме пораки. Многу интересна темата, бидејќи го спојува спортот со политиката, нешто што е прилично разнородно, меѓутоа предодредено да функционира заедно за да имаме успех. Доколку ја немаме таа синергија, немаме успех. А која е волшебната формула? Да бидеме заедно, да се почитуваме, да се сослушуваме и да градиме квалитетни политики. Мислам дека спортот е тој волшебен амалгам кој што го спојува општеството. Ние ќе бидеме прилично самокритични ако кажеме дека живееме во едно многу поделено општество по сите линии и навистина ни треба токму таа магија на спортот да не сплоти. Да ја искористиме таа магија на најдобар начин. Да испратиме добри пораки, а јас ќе го искористам мојот поздравен говор да кажам дека успеавме да донесеме еден фантастичен ивент во 2025 година. Скопје ќе биде домаќин на младинските олимписки игри, нешто што е вау во светски рамки, а ќе биде вау и во македонски рамки. Најголем ивент, тие што сме постари паметиме дека некоја далечна 72 имаше шаховска олимпијада, сега ќе има настан во месец јули, каде што повеќе од 10.000 луѓе, 4.000 спортисти ќе бидат присутни во Скопје и ќе практикуваат врвен спорт во 15 олимписки дисциплини. И спортот, бидејќи спојува, успеавме во таја приказка да ги споиме нашите општини кои што се раководени од опозицијата, со градот Скопје кој што е раководен од господјата Данела, со владата која што е раководена од позицијата и Олимпискиот комитет кој што е една автономна спортска организација. Значи, видите во еден ваков проект како на дело, сите заедно кога ќе се впрегнеме, ќе испорачаме еден фантастичен ивент и јас ви гарантирам дека тоа ќе биде празник на спортот. Не само што ќе има огромен финансиски и општествен бенефит на државата, ќе има извонредна шанса младите генерации од 16 до 18 години да направат нов ристарт, бидејќи ќе учествуваме во сите спортови, да тој ристарт што многу ни треба на македонскиот спорт биде токму од тогаш. Последната порака што сакам да ја пратам и до луѓето кои што ја раководат нашата држава сега и во иднина, да не дозволат повторно да имаме пратенички состав без ниеден спортист. Мислам дека нашето присуство таму многу ќе помогне, бидејќи ние спортистите имаме и етика, имаме и квалитет да понудиме. Некогаш сме многу директни, ги кажуваме работите како што се, да не ни го земате тоа за зло, бидејќи немаме зла намера, а верувам дека со сето она што ќе го донесеме, ќе допринесеме нашето општество да биде подобра средина за сите нас. Благодарам.